Добро утро, секое утро. Денес на тема политика, односно какви компетенции треба да имаат политичарите, какво образование, по каков клуч треба да им се доделуваат функциите, а во рамки и на тоа каде се наоѓаат жените во политиката, зошто се уште ги има во мал број, дали се дискриминирани, како да се изборат за своите права. Се извинувам. Ова утро наша гостинка, како што навивме на почетокот, госпоѓата Савка Тодоровска, активист за женски права и промоција на родова еднаквост, меѓу другото основач на првата организација на жените на град Скопје во далечната 1991 година, председателка на Националниот совет за родова рамноправност, еден од основачите на женско лоби кое што во изминативе децении на вистина дало огромен придонес за афирмација на жените и за овозможување на нивните права и токму затоа ценевме, Савка, дека сте вие вистинскиот човек, односно вистинската жена, да ги отвориме со вас овие секогаш актуелни прашања кои што се поврзани со недоволна присутност на жените во политиката. Имаме нели законска обврска за минимум 40% учество на жените. Тоа е сепак, да, тоа е законот изборниот, иначе најосновниот елемент кој што го има уставот на нашата држава во член 9 вели дека без оглед на пол, вера, нација, политичка припадност, етничка припадност, имаме сите еднакви права. Но токму ја споменавте далечната 1991 година и тие први парламентарни избори во самостојна Република Македонија, беше видно дека од 120 претендинки имаше само 4 жени. Процентот на жените присутност во популацијата е секогаш или 49 со 51 или 51 со 49, тоа можеме слободно да го кажеме дека е половина-половина. И тоа е причината што правото на образование секогаш во нашата држава ја имаме сите еднакво и во последнава деценија жените во нашата држава се со 10% повисоко образование, високо, магистерски и докторски титули. Тоа значи дека се тоа што требаше да направат жените, го направија и исто така уште една бројка која што придонесува кон денешнава тема е што се повеќе членки на политичките партии се и жени. Тоа се придонесува кон тоа да нема причина жените да не бидат еднакво позиционирани во структурите на одлучување и во структурите на извршната власт и во другите високи и највисоки тела кои донесуваат, кои имаат моќ и кои донесуваат одлуки и извршни решенија. Нема објективни пречки, но во пракса очигледно има најверојатно субјективни пречки. Затоа ние како организирана форма, значи и здружени и поединачни како организации и во мрежи, започнавме да го согледуваме, да ја согледуваме состојбата и причините зошто е тоа така и каде можеме да повлијаеме за да ја подобриме состојбата. Значи, најнапред ја согледавме состојбата со правени анализи и секакви, мислам, други видови на согледувања и на сите нивоа во државата, дека се тоа пред се стереотипите. Стереотипите присутни за позицијата на жената. Но, понатаму, нашите истражувања покажаа дека не е само стереотипот во прашање, туку е и прашање на алатките кои можат да се применат за да се промени оваа состојба, бидејќи нешто што е поставено не е и вкоренето, него тоа може и да се отстрани, да се поправи. И затоа, првично што почнавме да работиме и да разговараме со сите жени на сите позиции, од невладиниот сектор, од бизнис секторот,
од политичките партии и така се зголеми бројот на жени во политичките партии и нормално со мажите во политичките партии и неизоставно и со лидерите на политичките партии. Тука не беа запоставени и има исто главна позиција и сите високи позиционирани структури во парламентот, во власта, во тоа време, значи зборувам за пред 20 и повеќе години, и тука дојдоа и резултатите во измената на изборниот законник, кој што два пати му направивме измена, каде што имавме прво 30%, па направивме меѓу секои 3 места да има жени, односно од помалку застапениот пол, па потоа 40%. И таму, каде што постои изборниот законник, очигледно е дека има и резултат. Тоа се мерки. Така, очигледно дека се направи еден исчекор, меѓутоа дали е тоа доволно? За нас како организирана форма, познавајќи ги структурите во нашата држава и едноставно квалитетите, значи со ништо не заостануваат и затоа не сакам да ги кажам. Значи, едноставно со ништо не заостануваат. Да, ако дозволите, едноставно не само со ништо што не заостанува, дуку статистиката вели дека процентуално има повеќе жени со високо образование од мажи, да, значи, а сепак ги нема доволно на тие функции. Тука сега ние повторно одиме кон другиот процес. Значи, чекорите ги продолживме и согледуваме. Значи, алатката која што ја применивме во промената на изборниот законник донесе резултат. Но алатка немаме за градоначалнички, немаме за министерки, немаме за заменички министерки, немаме за директорки. Значи, тоа повторно останува на праксата која што и досега е правена. И сега, ние, работејќи на терен, согледавме дека недостатокот на информации која оти ние кога говориме за равноправност или еднаквост на родовите, ние говориме за општествената улога на мажот и на жената. Так. Не зборуваме за биологијата и разликите кои што биолошки ги носи жената и мажот. Да. Тука не разговараме. Но пак таа биологија што е различна меѓу мажот и жената донесува и различни одлуки и решенија кои ќе бидат еднакво важни и квалитетни за општеството. Бидејќи кога само од една страна се донесуваат, може би со најдобра намера, но бидејќи биологијата не е еднаква, жената кога ќе биде во тие структури дава биолошки приод кон решенијата и затоа ние може да биде многу корисен. Во секој случај ќе бидат, затоа што нема да бидат еднолични. И затоа нашата заложба е да ги имаме еднакво присутни и жените и мажите, затоа што уште еднаш нели ќе го повториме дека жените во образованието не заостана, туку напредна. Значи од себе што требаше да направат, направи. Така. Сега, понатаму ние продолживме со анализите и согледавме дека една од причините што жените повторно не се доволно активни или да го речеме зборот наметливи во структурите на одлучување на извршната власт, значи не за значи веќе во структурите се со закон. Так. Но во извршната власт и во другите органи е недостатокот на информираност и недостатокот на знаење за работата на институциите и на локално и на национално ниво. И од тука довербата на жената по биолошки што ја има, таа не сака да оди кога нешто не е сигурна.
незнаењето. За разлика од мажите, затоа што имаме многу што се неću da ги некомпетентни, а на napadam. па Neću. зошто да не ги кажуваме работите Знаете отворено зашто? какви Не, што се? Јас сакам само да зборувам за жените, не сакајќи, а од тука нека произлезат Савка, решенија. ќе дозволите едно прашање, имавме претходно блок на гледачи се јавува и една од гледачките кажа и сметам дека е во право дека жените се злоупотребени во нашето општество и не само кај нас, туку и воопшто во 21 век, во контекст на тоа што навистина жените имаат многу и домашни и семејни обврски и дали и тоа е причина што немаат амбиции или еве можеби е покоректно да кажам ги придушуваат своите амбиции да бидат на лидерски позиции, на политички функции. Јас тука можеби неочекувано од мене што ќе го кажам ова, дека во 21 век и оноа високо образование и начитаност кај жените, која што е докажана, значи ние ја знаеме, на сите нивоа урбани и рурални средини, не може да биде жената злоупотребена, ако е доволно свесна. Но може би истото прашање да го свртиме на поинаква страна. Во смисла злоупотребена, за иста работа мажите се поплатени од жените. Еве зошто, значи, затоа што, значи, не дека е таа злоупотребена, него институциите на државата не ствараат услови за подобрување на семејните вредности. Затоа што ние не сакаме да издвоиме жената како индивидуа од семејството. Не, таа мора да биде дел од семејството и обврските и задачите се заеднички на сите и ако институциите на државата направат да биде општеството со сервиси кои ќе бидат субвенционирани за семејството, не само за жената. Нигде не е напишал некој дека само таа треба да готви. Значи, ниту па да пери и да пери. Но ако имаме ние достапни и по финансии, и по време, никој од нас нема да троши дома ни електрична енергија, нема ни да пушта машина, нема ни да готви, него ќе го купи јадењето готово, ќе го однесе, торбата ќе однесе на сервис за пеглање, ќе ја врати готова и време ќе имаме и за грижа на децата и за време повеќе за љубов. Значи, тоа е условот и за остварување на сите професионални остварувањето на жените. Ама тоа не знаењето на функциите затоа што кога некој ја има функцијата на локално или на национално ниво, тој ја фаворизира и тој едноставно прави фама од самата поставеност и кај жената заради обврските кои што сега вие ги кажавте, а кои што всушност не смеат и само да бидат неизини. И затоа ја неќум да кажам дека е злоупотребена, бидејќи многу верувам во жените. И верувам дека никоја нема да дозволи да биде злоупотребена. И јас не познавам жени во Македонија злоупотребени, освен што ние имаме, знаете вие, SOS линија и каде што ние работиме со жените кои што се жртви на насилство, но тоа се психолошки случаи, психопатски, кои што всушност и на тоа има решение. И затоа не е злоупотребена. И затоа само овова се решенијата. Добро, но да констатираме дека сепак е дискриминирана, ако не е злоупотребена, на некој начин е дискриминирана. Значи, еве рековме, законот го направивме, сега значи треба да го изнајдеме начинот, повторно заедно, дали ќе ставиме нов закон кој што ќе овозможи, ние од 80 кусур општини имаме само 4 жени градоначалнички. Денеска е актуелно, да речеме, министерките и заменици министрите. Значи, тоа е катастрофално во една земја која се декларира за земја која што оди напред, која почитува секакви права. А во регионот, да, гледаме дека веќе функционираат поинаку соседните земји. Србија, Хрватска, Албанија, да не спомнуваме Франција, која што има сосема... Да, ама јас кога му пишавме ние писмо на мандаторот, ја споменавме токму Франција, затоа што јас не гледам причина и пречка кај нас, како популација во Македонија, дека ние не можеме да видиме барем во тој дел Франција.
И сега, за Затоа да што можеме... имаме женски потенцијал огромен. Имаме. Па има, видите, и ние никој пат не сме почувствувале дека имаме проблем со машката популација. Него едноставно таа доверба во институциите и самодовербата кај жените, која е токму заради непознавањето, не лично тие не, него едноставно не се заинтересирани. Ние за тоа највеќе сега работиме на локално ниво, каде што од сите средини работиме кон запознавање и јавност на институциите да не бидат фама и непознаница, да се некој да нема доверба дека може и самодоверба дека може таа функција да врши. Тоа е оноа кој што е нашиот сега, да речеме во последните веќе 2 години, кога видовме дека не направивме исчекор со самите жени кои што нашите очекувања беа тие. Самите жени што влегува во парламентот и во локалните совети, на локално ниво, дека тие самите ќе ја увидат состојбата и самите и за себе и за другите нивни колешки. Ние сега тука треба да го споменеме тоа, за да можеме и да издвоиме дека единствено СДСМ од 8 министерски места 4 даде на жени. Но тоа за нас е доволно што бевме испочитувани на тоа што ние го побаравме. Но не е доволно на големата слика, каде што мораше да се влијае и да се укаже. Едноставно, да, и жените самите во партиите, кои што кога во далечните, значи 90-ти години, работевме со жените ние за нивното политичко вештење на алатките за представување, за говорење и така натака, сега тие самите веќе се образовани и самите го прават. И затоа очекувавме дека вакво фиаско нема да се случи. Жени има во политичките партии. Многу подготвени, многу спремни, многу со сите образовани го кажавме. Значи, едноставно, ова за нас е... Еден предизвик, нели, за војна? Ја не знам дали е предизвик, ние сме уште во шок. Едноставно, не очекувавме вакво нешто. Со вакве ние како држава сме биле лидери во регионот по присуството на жените во структурите на одлучување. Сега се испочитува, но затоа ова е следниот чекор и стварно благодарност и вие што отворивте оваа тема, да разговараме повеќе за ова, да придеме ние и така сега, значи сме во активности во општините токму на овие повторно теми, да жените и од политичките партии, и од невладиниот сектор, и од бизнисот, да ги согледаат, значи, дека не е ништо неможно, дека не се тие служби или функции кои што се недостапни за нив, и да се ја вратат и довербата во институциите и самодовербата во себе. Да се ухрабрат да ги исполнат ете своите политички амбиции, затоа што може само да придонесат за нас, да речеме вака, што не сме ја правеле анализата, немаме истражување, но согледувањата се дека сакајќи политичките партии да направат поголемо лоби за себе, пардон, толку плукаат и некоректно се навредуваат што жената внимава на тоа. Да, и веројатно не се чувствува пријатно во таква средина. Што е пак поврзано со онаа биологија што ја спомнавме, а што и те не прави да сме предодредени за некои работи. Што вие во најавата сега кажавте. Значи, да добијат функција. Друго е да се пријавиш за парламент или за локална власт, а друго е да бидеш поставен на функција. Тоа е тоа што кон што целиме ние жените, нели? Тоа е лобирањето. Ама тоа се учи и се вештат. И затоа жените во политичките партии кои се определуваат за тоа, морат да го знаат, морат да го учат
и мора да се вештат. Да, секако Тоа дека се е вештини. процес. И затоа се... Ама, знаете што? Не се нашите жени неучени. Него мораме да го вежбаме. И да прават меѓу себе мрежи. И приватни, и политички. Мрежите и договарањето, кој ќе те предложи, кој ќе те поддржи. Тоа се тие лобирања, а тоа мажите многу вешто го прават. Затоа велам останува како еден предизвик во кој што доправа треба се уште и да се бориме и да се докажуваме и да се покажуваме за да стасаме нели до она што па не само што ни следува, туку кажавме дека сме сигурни дека ќе биде поголемо учество на жени на лидерски позиции, на политички функции, еден придонес за подобра политика и за подобро општество во кое што живееме. Тоа е, мислам, повеќе од јасно. Секоја држава, значи, направена анализа, еве и нека се било кој сака да погледне, каде што има што поголем број на различни структури, на мажи и жени, каде што донесуваат и одлуки, и имаат функции, имаат многу по-богато и многу по-средено општество. Значи, поголема среќа. Тоа е едноставно природно дадено. И затоа не треба, ама затоа не сакам никога да барам вината во другиот. Јас сакам да им дадам ветер во грб на жените, кои што се определуваат, затоа што нити мажите сите се определуваат за функции, ниту за политика, ниту пак сите жени. Едноставно, оние кои што сакаат и чувствуваат дека можат, значи само треба да ги искористат сите алатки кои што всушност ги користат и мажите во политиката. Савка, ви благодарам многу што одвоивте време денес да бидете наша гостинка. Ќе ви посакам уште долги години работа успешна како и досега на ова поле, да извојувате заедно со сите ваши жени уште многу битки, затоа што уште од долг пат е пред нас очигледно и верувам дека нашиот денешен разговор ќе охрабри голем дел од жените што можеби размислуваат каков избор да направат и на кој што им треба, нели, некој ветер во грб, како што велите, за Ние сме тука. за да ги остварат своите желби и амбиции да бидат успешни на локалните, на политичка сега најбрзо сцена. ни се локалните избори, барем ако не половина, нели 4 жени да ги направиме 40 градоначалнички. Да се надеваме дека ќе дочекаме и таква ситуација. Ви благодарам уште еднаш.